Почетокот на грејната сезона ги донесе првите денови со зголемена загаденост на воздухот во Скопје, особено во вечерните и ноќните часови. Зголемено ниво на концентрациите на PM10 честичките е забележано во неколку скопски општини, кои се искачија и до 4 пати над дозволената граница. Покрај тоа што грејната сезона го официјализира стартот, сепак некои жители деновиве сведочеа на појава од облаци од чад и непријатна миризба предизвикана од палење гуми, шут и разен отпад. Ова најмногу се чувствуваше во населбите Аеродром, Лисиче и реонот на Газибаба. Мерните станици покажуваа дека нема загадување во општините со најмногу сообраќај, како што се Карпош и Центар, што значи создавањето диви депонии ќе биде сериозен проблем за жителите на Скопје и ова зима. Изминатите денови инспекторатот на град Скопје откри неколку локации каде се палеа гуми и пластичен отпад, што најмногу влијаеше на загадувањето. Апелите на граѓаните се да не се чека зимата и локалните власти да преземат нешто околу аерозагадувањето, бидејќи загадениот воздух има големо влијание врз здравието на луѓето. Минатата година еколошките друштва апелираа дека мерките што институциите ги преземаат не се ефикасни и дека тие треба да се применуваат многу порано, пред да почне грејната сезона, а не откако ќе почне загадувањето. Еколошките здруженија велат дека загадувањето најмногу доаѓа од неконтролираното користење несоодветни горива и индивидуалните куќи и во индустриските инсталации од помал капацитет.